Овде сме денес за да го финализираме проектот кој што траеше 6 месеци. Што се случува? Односно, овде сме со цел да зготвиме храна за луѓето кои што доаѓаат и тековно, значи, си ги земаат оброците кои што не може да си ги дозволат. Меѓутоа, поентата на самиот овој проект беше да се разбуди свеста кај граѓаните дека вишокот може да се реупотреби, односно може да се претвори во храна која што е јадлива. Со мене се и ученици од Лазар Танев, од Средното угостителско училиште, Сара, Теодора и Дамјан, кои што во овие 6 месеци со своите техники угостителски, дополнително и со нивната работа, пробавме некако да ги научиме дека важно е како идни оператори со храна да знаат што користат, колку користат и нели да не го фрлаат она што останува. Со нас исто е од Осигурување Македонија волонтери и вработени. Ќе приготвиме десерт. Жените веќе овде имаат зготвено и храна. Се надеваме дека тие луѓе што ќе дојдат достоинствено ќе можат барам да си седнат овде да нели да јадат, да почувствуваат достоинствен оброк и со тоа да го заокружиме овој проект кој што според мене мислам дека треба да биде и понатаму дел од културата во живењето, односно да не се фрла храната и да се има слух дека се што може да се реупотреби може да се даде на вистина на некој и да биде искористено правилно. Колку повеќе правите за некого, толку повеќе луѓето се појавуваат и сакаат да земат храна. Мене барем од мој агол ми е јасно дека кај нас има начин како тоа да се направи, меѓутоа фали систематизација, фали многу човечки капацитет за да тоа се спроведе. Не заради тоа што немаме техники, него заради тоа што потребно е едукација во тоа поле, односно луѓе кои што ќе знаат како да се однесуваат со храна што е спремна, храна која што е да речеме месо или млеко или било каков тип на производ. Така да мислам дека луѓето се постојано ќе има некој што е гладен, значи не можете тоа да го сопрете никако, меѓутоа би било убаво да постои некоја систематизација на сето тоа, значи со платформа која што веќе постои, со луѓе кои што би помагале за да некако дојдеме до некаков барем баланс на тоа што се фрла, а може да се искористи. Реално имате многу места и на интернет кои што може да ги видите, значи зборуваме и од типот на платформа како што е Сите Сити, потоа иницијатива како што е Ретвитни оброк или било каде кај што може да оставите храна, значи она што ви останува дома или она што го имате како вишок, наместо да го фрлате да правите отпад, да правите ѓубре, апсолутно може да го дадете на некој што дента нема или знаете дека би можел да го искористи. Системот за донирање на вишок храна, кој што започна да функционира од пред еден месец, покажува дека компаниите има голем интерес за ова. Значи ние веќе имаме 2,5 тони донации кои што помогна на илјадници граѓани, илјадници оброци, значи самата мрежа во која учествуваат 14 на граѓански организации и 10 на бизниси, покажа дека на жалост имаме многу вишок храна кој што останува и од друга страна дека имаме илјадници граѓани кои што имаат потреба од таа храна. Оваа веб платформа која што е иновација, која што е технолошко решение, всушност само го убрза начинот на брзо поврзување помеѓу граѓанските организации и бизнисите. Тоа што нас дополнително ни треба би апелирале да се донесе тој закон за донирање на вишок храна, бидејќи моментално е полесно за бизнисите да фрлат отколку да донираат храна. Даноци, например, имате плаќате ако донирате храна, а не плаќате даноци кога фрлате храна. Така што тие бизниси сега што донирате се навистина големи пионери и имаат голема општествена одговорност, едноставно не им дозволува чувството дека може храна да се фрли наспроти да се даде на луѓе, тоа да го прават, па ги променија своите практики, но за да ова го пренесеме из целата земја, да добие тоа многу масовно, стотици, илјадници тони да биде, мора да ги направиме законските измени. Овој систем, значи, оваа година пилотира на територија на Скопје. Дистрибуцијата и транспортот се одвива на тој начин што, например, дел од граѓаните имаат директно оброк овде, например, во Кујни, доаѓаат, значи се приготвува оброк од таа вишок храна. Другото се неделни месечни пакети кои што фамилиите ги добиваат, или се тоа, например, храни кои што директно различни државни и граѓански центри го добиваат, кои што работат со различни категории на граѓани. Дистрибуцијата, морам да кажам, навистина дека има фирми кои што верувате, како например, не знам, Кликни јади, каде што бесплатно ја доставуваат храна, да се збориме за оваа готвената храна од една позиција на друга. Значи има таков слух, има компании кои што храната дистрибуираат низ цела Македонија, исто со бесплатен принцип и со мали надоместоци. Значи моментално ја развива мрежата и тоа што е многу изненадувачки, јас можам да кажам за мене, е дека имаме граѓани волонтери кои што се појавуваат после работа,
со своји возила да ја земаат, да ја превземаат храната и да ја носат до граѓани. Мислам тоа вакво нешто, мислам искрено многу ми е драго што граѓаните сами пријавуваат интерес и сваќаат колку е ова важно, бидејќи можете директно да видите, да почувствувате оваа храна што ќе била фрвена, а што е прекрасна храна, вие ја земате и му давате некој што многу му е важно. Бидејќи ова е всушност ние храната ја гледаме како ресурс за промена. Бидејќи тие центри кои што ние ги помагаме, пред се тоа деца или луѓе со посебни потреби или тоа се бездомници, значи и тие центри кои што тие ја добиваат храната обично им даваат и услуги за вработување, тренинзи, тие деца одат во училиште, сега деца, луѓе не може да очекуваме дека тие гладни ќе, значи мора да им помогнеме да идат во училиште нахранети за да можат да излезат од тој циклус на сиромаштија. Така што ова е одлична, како да кажам, храната баш покажува дека е ресурс за општествена промена кој што може да ја видиме и на еколошки момент, социјален и економски.